Посетата на папата Франциск настан од историско значење и крупна политичка порака. Светиот Отец ке пристигне во земјата под мотото "Не бој се мало стадо". Во време кога земјата одбележува 25 години дипломатски односи, пристигнувањето на Светиот Отец се случува токму кога државата ги затвори спорните прашања со соседите и очекува зелено светло од Европската Унија за отпочнување на преговори за членство. 7 мај ќе биде запишан како датум кога за прв пат во земјата дошол поглавар на Римокатоличката црква. Самата посета во период кога Република Македонија ги затвори историските прашања, проблемите кои што ги имавме во изминатите децении, кога со крупни чекори гази по патот на европските и евроатлантските интеграции е уште една потврда на вредностите кои што се обидуваме и како влада и како држава да ги усвоиме и да ги применуваме. Под највисоки безбедносни мерки во кои ќе бидат вклучени МВР, Агенцијата за разузнавање на председателот и странски служби, папата ќе пристигне утрото на 7 мај на меѓународниот аеродром Скопје и ќе престојува околу 10 часа во земјата. Официјалната церемонија ќе биде во председателската вила на Водно. Таму ќе има одвоени средби со председателот Иванов, премиерот Заев и дипломатскиот кор. Ќе ја посети куќата на мајка Тереза, а главниот настан ќе се одржи на централниот плоштад во Скопје, каде папата ќе одржи миса. Католичката црква на големо се подготвува за посетата. Велат, ова покажува дека за папата Франциск нема мали луѓе. Не би сакале да оставиме на ништо случајно, туку сакаме духовно да бидеме подготвени за да таа негова посета не биде само манифестација, туку духовно да вроди голем плод. Посетата доаѓа овде во спомен куќата на мајка Тереза, што е од големо значење. Тука се предвидени, како што слушнавте, 2 значајни средби. Со верските поглавари и со сиромашните. И од тука сметам дека тоа е голем чекор за освестување дека мајка Тереза е наша сограѓанка, а сиромашните наши најблиски браќа и сестри. Ако дозволат временските услови, организаторите размислуваат и за опција тој со својот автомобил да се прошета низ главниот град и да ги поздрави граѓаните и верниците. Своето 29-то апостолско патување ќе го заврши во попладневните часови на 7 мај. Од тука ќе замине во официјална посета на Бугарија.